гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Пладнери вести и добар ден. Пожарите од вчера создаваат сериозни проблеми во Македонија. Според утринскиот извештај од Центарот за управување со кризи, регистрирани се вкупно 40 пожари на отворен простор, од кои активни се 6, а под контрола се 3 пожари. Изгаснати се 31. Да ја проследим изјавата утрово добиена од директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. Во текот на вчерашниот ден имавме над 40 пожари на отворен простор, од нив активни во овој момент се најверојатно 6. Овие 6 пожари не загрозуваат населени места, нити има опасност да влезат во квалитетна шума. Во текот на вчерашниот ден драматично беше во два дела од државата. Најпрво ќе го спомнам селото Богомила, општина Чашка, каде што огнот дојде до првите куќи. Благодарение на храбрата и брза реакција пред се на локалното население беше спречена катастрофа, но брзо пристигнаа и пожарникарите од Велес, кои што дадоа голем допринос за најпрво локализирање, ставање под контрола и гасење на овој тежок пожар. Најтешката ситуација имавме во Белагонискиот регион, каде што пожарот загрози повеќе села, како што се селата Ивањевци, Лознени и Новоселани. Оно што може да го видам беше застрашувачки, затоа што огнот беше 50 на метри над куќите, се движеше по висока сува трева, висока повеќе од половина кон првите куќи на селото. Веднаш побарав поддршка од тимови со 4 пинс-гаури на Дирекцијата за заштита и спасување. Овде на лице место гасеа локалните пожарникари од Битола, но нивните сили беа недоволни затоа што линијата на огнот беше екстремно долга. Голем допринос даде локалното население, изворедно голем допринос даде локалното население. При тоа имаме едно повредено лице, најверојатно со изгореници на дланките, кој што е отидено, го однесоа во болница, па дополнително ќе објавиме за неговите повреди. Особено сакам да истакнам еден локален жител, храбар тракторист од село Ивајневци, Аца. Голема благодарност до Аце, бидејќи со неговиот огромен трактор навистина направи херојско дело, орајќи директно низ пожарната линија и гасејќи голем дел од пожарната линија која што загружуваше еден дел од селото Лознени. Тракторите вчера работеа на големиот пожар во атарот на општина Студеничани, кој што се ширеше кон планината, но делумно пожарникарите, делумно еден слаб дожд помогна овој пожар да ја изгуби својата сила, за жал се уште е активен. Само едно надополнување на овој извештај од предмалку, господинот Ангелов сподели информација дека повреденото лице е веќе пуштено на домашно лекување. Инаку до овој момент вкупно 5 македонски семејства побарале помош или асистенција при евакуација од подрачјата зафатени со пожарите во Грција, според информациите од дипломатско-конзуларното представништво во Солун, информираат од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Во координација со надлежните грчки власти тие биле упатени кон најблиските точки определени за оваа намена, каде што биле згрижени и останатите туристи, наведуваат од Министерството за надворешни работи. Уште еднаш апелира до македонските државјани кои се наоѓаат во погодените подрачја и имаат потреба од помош да се обратат на дежурниот телефонски број во Министерството плюс 389 75 268 736, потоа на електронската адреса globalsos@mfa.gov.mk, како и на дежурните телефонски броеви на конзулатот на Македонија во Солун плюс 30 694 526 и 8068, како и на бројот 389 71 323 001. Воедно се вели во соопштението, ги потсетуваме македонските државјани кои се наоѓаат во засегнатите подрачја внимателно да ја следат состојбата и да ги почитуваат упатствата и насоките од надлежните локални власти. Денеска е важен момент за македонската контрола на летање со ставањето во употреба на новиот ATM систем и новиот радарски систем на контролата на кулата на меѓународниот аеродром Скопје, кој што се очекува да биде пуштен во функција во следниот период. Ставањето во употреба на новиот ATM систем е од исклучително значење за ЕМНАФ, затоа што со него не добиваме само нова технологија, туку создаваме стабилна и современа основа врз која треба да се развива целиот систем во воздухопловната навигација.
Со новиот ATM систем пред се ја стабилизираме ЕМНАВ како давател на услуги во воздухопловната навигација и обезбедуваме повисоко ниво на сигурност, континуитет во давање на услугите, а ова е особено важно во период кога воздушниот сообраќај низ македонскиот воздушен простор бележи енормен пораст. Една од најважните придобивки од новиот систем е што неговите современи функционалности овозможуваат намалување на оперативното оптеретување на контролорите на летање, тоест така наречениот workload на контролорите на летање. Со подобра автоматизација, поквалитетна обработка и презентација на податоците и современите алатки кои се користат при рутинските работи на контролорите на летање, се создаваат услови поефикасно и побезбедно истите да се справуваат со поголем број на воздушни операции. До крајот на септември очекуваме, освен ATM-от, да го пуштиме во употреба и новиот радар кој што е инсталиран на контролната кула на Скопје. Во моментов сме во, да кажеме, финална фаза на подготовка на техничка спецификација за купување на нов систем за менаџирање со пораки, така наречен IMHS систем, кој што ќе ни овозможи поквалитетно да хендлуваме со пораките кои што треба да ги споделуваме со соседните контроли на летање и со останатите чинители во воздушниот сообраќај низ Европа, како што се Евроконтрол, компаниите, аеродромските предпријатија и така натака. Набавката е започната уште во 2014 година, договорот е склучен во 2018 година со италијанската компанија Леонардо. Од 2018 до 2024 година нема никакви активности, со тоа се позанимава истражните органи во изминатиот период и со изборот на новото раководство на МНАВ почна интензивна работа со што еве денес сведочиме на ставање во целосна функција на ATM системот. Слична е и судбината со радарот. Имено радарот прв пат договорот е потпишан во 2022 година, но до 2024 година нема никакви активности. Во 2025 година новото раководство на МНАВ започна со активности, градежни активности и сите потребни останати активности за целосна инсталација на новиот радар. Новиот радар веќе е на контролната кула и во моментов се вршат потребните тестирања. Во текот на септември или октомври месец ќе биде целосно ставено во функција, со што македонското небо ќе има највисок систем на контрола и највисок систем на безбедност. Со воведувањето на овие два системи, ATM системот и новиот радар, целосно го покриваме македонското небо на највисоко ниво што во моментов во светот може да се најде на контрола и на безбедност. Бројните настани, културни, музички, спортски манифестации придонесуваат бројот на туристи во Охрид да биде голем. Тоа важи како за странските и за домашните, ги има во солиден број, особено оние кои имаат и собствено сместување. И ова лето странските туристи од Турција, Србија, Полска и Германија најбројни на Охридската ривиера, но не изостануваат ни домашните и тоа претежно оние кои што си имаат свој викенд станови. Градоначалникот Пецаков, кој сезоната ја оценува како добра, вели евидентна е оваа година застапеноста на туристи кои што ретко доаѓале во Охрид. Оваа година застапеноста на туристи кои што ретко доаѓале во градот. Често кажувам тој пример, ќе го спомнам и денеска, буквално кога беше надпреварот Норвешка, ми се чини беше со Бразил како дел светското првенство, ние имавме 50 на млади луѓе со дресови на Норвешка, нешто што не било за нас, да кажам, искусено во минатото, меѓутоа поврзаноста која што имаме со Охридскиот аеродром, новите линии кои што се отвораат и лесниот пристап до Охрид на сите оние кои што сакаат да го посетат. Бројните културни, спортски и забавни настани, манифестации и фестивали во главниот туристички центар придонесуваат не толку за квантитетот на туристи колку што се добива на квалитет, смета Пецаков. Овие настани го покачуваат не толку квантитетот на туристи колку што добиваме на квалитет и начинот не само на оние кои што учествуваат на ваквите настани, туку и оние кои што доаѓаат за овие настани. Земете го за пример Охрид трчат како манифестација која што започнала. Овие три манифестации кои што ќе ги набораме се во организација на општина Охрид. Околу денот на езерото е винскиот фестивал во Охрид, Охрид Water Фестивал како круна на фестивалот Охридскиот пливачки маратон и само што ќе заврши започнува и Охрид Джез фестивалот. Тие се манифестации кои што ние како локална самоуправа
почнавме да ги организираме, веќе растат од година во година, добиваат на бројност. Инаку според податоците на Државниот завод за статистика, во јуни 2026 година од вкупниот број туристи, 22,8% се домашни, а 77,2% се странски туристи. Нина Ритоновска, Сител телевизија. О продолжение след